Една година од формирањето на Тетовско-гостиварската епархија, интронизацијата на митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф со света божествена литургија во храмот Свети Кирил и Методи во Тетово беше одбележана годишнината. Со едноцрквието чиноначалствуваше поглаварот на Македонската православна црква, архиепископот Охридски и македонски господин Стефан. Оправдана е одлуката на македонските архиереи за поделба на Полошко-Кумановската епархија. Со интронизацијата на новоизбраниот митрополит се означи ново поглавје во црквата во Полошкиот крај, рече поглаварот на МПЦ. Добивме архиереј кој е и ќе остане верен на оној кој го постави, дека неговото слово ќе биде светилник за нозете и светлина за патеките на доверениот му народ. Високо преосвештен владико, утешувај го овој народ, како вели Господ, односно и покрај многуте искушенија, поучувај го да се радува, да се усовршува, да се утешува, да биде едномислен, да живее во мир и Бог на љубовта и на мирот ќе биде со вас. Вие сте му од Бога дарувани надеж и радост. Стојте и држете ги преданијата по кои ќе ве поучува и води вашиот архиереј. Возобновување на духовниот и црковниот живот во Тетовско-гостиварскиот крај беше нашата мисија во изминатата година, рече митрополитот Тетовско-гостиварски господин Јосиф. И просам молитвите на Пресвета Богородица, на светите Кирил и Методи овдека кои што се наоѓаме овдека во патрониот храм на Тетово и молитвите на сите тетовци и нивната подкрепа која што итекако ми е важна. Секогаш кога сме заедно постигнуваме многу. За ова една година целосно го реновиравме соборниот храм Свети Кирил и Методи, значи ставено е подно грејење, мермер, буквално се е обновено внатре. А сега продолжуваме со целосно реновирање на конакот на Решочкиот манастир за следната година со помош на Министерството за култура, бидејќи тој е објект под заштита на закон. Се надевам дека веќе влеговме во националната програма за обнова на тој конак, па да се надеваме дека за неколку години ќе го светиме и тој конак. Постепено, полека, онакако како што можноштите и силите на епархијата. Високо преосвештенство, ваше блаженство и ваше високо преосвештенство, ве замолуваме по повод јубилејот една година од интронизацијата за Тетовско-гостиварски митрополит да го примите овој скромен дар од страна на Тетовското и Гостиварското архиерейско наместништво заедно со браќата свештеници од епархијата. И да ви честитам и да ви посакаме уште многу години правилно да раководите со кормилото на Тетовско-гостиварска епархија. Честито и вековито. Благодарам. Ево и овие одежди, таа панагија. И ова митра исто така. Честито, нека е, со здравје да ги носите, да се сеќавате секој ден. Заживување на монашкиот и богослужниот живот во овој крај е следната мисија на митрополитот Јосиф. Во црквите има се повеќе млади. Оваа црква живее и ќе живее и понатаму, истакна господин Јосиф.